Здраво. Што правиш, Муса? Како си? Се карам со пријателиве. Со кои пријатели? Па сите моиве од туи. Проблеми секаде. Вие? Каменот, знаеш од каде доаѓа? Од близко, не доаѓа од далеку. Каменот? Да, знаеш да. Така било. Како се добре е, работиме. Добре. Види, ова сега нешто што настана непотребно, што се дигна нешто прашина околу судството, околу изборот на председател на Врховен и така натаму. Па сега нешто разбрав дека и ти си бил запознан со таа работа, заеднички со Блери. Па сакам да ти кажам, види сега, некои работи кои треба да се направат претходно се договараат. Во овој случај оди на избор на председател за Врховен суд и Блер им стопира таму. Ни на договорено, ни на ништо. За место кое што секојаш било наше и за кое што не се разговарало, а и разговарал со Абдулаким и не можеме да се разговара. Му објаснив ја на Абдулаким и зашто и како, со големо образложение, мислам сега ја да не грата. Па после тоа, ајде не тоа кривичен суд. И за тоа му објаснив зашто, мислам со аргументација. За нешто да се стопира на таков начин, треба претходно да има некој разговор. Не е убаво, ние сега како партнери, на сам избор да се стопира. И еве сега исто ставена е точката на дневен ред. И треба да помине. Јас сум запознат и тој Абдулаким комуницираше со вас. Јас говорев сега со Абдулаким, од друга страна добив сега информација дека Али рекол ти и Бленем да ја завршите таа работа, односно вие да одлучите. Јас морам со Али да разговарам прво, а друго да се видиме на 5 минути, пошто може не да се видиме и сакам да ти објаснам све. Значи, не можеме да ја кочиме оваа работа, колку и да разговараме, не можеме да никако да направиме отставка. Може да разговараме понатаму за други работи и за ова. За Врховен и за кривичен суд. Не можеме да разговараме. Затоа што вие имате двојка, да имате единица и двојка. И управен суд, и правообранител, и председатели на други судови по Источна Македонија. Заменик у Врховен, заменик у апелација. Ја мислам дека е тука ситуирано како никогаш до сега. Не знам. Ако некој има други амбиции, тоа е негов проблем. А јас знам кои се амбициите таму. Ама видите, ајде да се, не знам сега, не сакам да ги мислам да не ова од ништо треба да стане нешто. Да не го правиме тоа. Ова е стварно од ништо. Затоа што некој има некои амбиции. Ај кажете ми како да седнеме, а морам прво со Али да разговарам. Разговарај, молим те, со Али. Седницата е почната, ако не помине денеска, до декември нема да изба избор, ќе има проблем, ќе не вклюка поновини, ќе имаме голема штета. Зашто? За ништо. Не знам што кој е толку значено за некого тоа. Бизнес може сака да прави, што сака да прави, ама ќе испадне голем проблем. Треба да се бира 25 души до декември месец. Албанци. И договорено ќе се заруши тоа. Ајде да се видиме ако ви имате време. Некој знае, нема политички сенс. Зашто да правиме проблем од нешто што не е проблем? Од ништо. Абе, пријателе, јас така мислим, ама да ти кажам, јас на вас, сега не сакам во ова прилика, колку проблеми ситнари имам, една вреча. Неразумно, ама така е. Види, сконтактирај со Блериме таму. Ја не сакам му се, ама од мене не ми се јаво за таа работа. Тера таму со година, нека тера, нема проблем. Ке имате време да се видиме или не? Ке има, зашто да нема? Не, ве прашувам вас сега. Ке има, ја имам сега америчкото на тоа треба ми дое. Имам едно 2 делегации сега тука ми чекат. Кажете ми како да искомуницирам. Па може да се видиме после 3 сати. Ама ова е сега ставена точка на дневен ред. Ако не помине сега е голем проблем. Ке го прашам Али, не можам да ви кажам ништо, јас не одлучувам. Океј, ама ја те замолам да се оди во конструктивна насока. Молим? Викам да се отиде во конструктивна насока. Јас ќе го прашам председателот, па после ако се слободно ќе се слушнеме. Да, јави ми се, ти у секој случај. Бива, не бива, јави ми се. Океј, пријатно.